Поранешни партиски функционери, екс-градоначалници, директори против кои се водат судски постапки, пратеници. Ова е дел од освежувањето во СДСМ со кое Венко Филипче ќе реформира партијата и ќе води битка за рушење на власта. По седницата на највисоките партиски органи одлучено Александар Сашо Димитриевиќ да остане генерален секретар на партијата, а актуелната пратеничка Јована Тренчевски и докторот Александар Трајановски да бидат новите подпредседатели. Љупчо Фармаковски станува организацијски секретар на партијата. Најголемо внимание привлече листата на имиња кои ќе го сочинуваат извршниот одбор каде влегуваат и поранешниот директор на затворот Скопје Филип Андов, кој во моментов е обвинет дека ја злоупотребил положбата и овозможувал спровод на осуденици за приватни потреби. Поранешниот претседател на општинската организација Битола близок до Васко Ковачевски и екс-директор на Битолскиот затвор Драган Крајовски стана дел од извршниот одбор. На листата си и екс-градоначалникот на Ѓорче Петров, Александар Наумовски и Андреј Жерновски. По повлекувањето од партијата во март, откако беа објавени компрометирачки фотографии, во партиските органи се враќа и Јон Фрчковски. Место има и за оние кои веќе дадоа оставки. Наместо на подпредседателската позиција на Чупеска сега ќе биде на чело на советот на партијата. Филипче најави дека ова е новата енергија со која ќе ја движи партијата напред. Ова е тим кој влегува во храбра и многу одлучна борба со оваа ненародна и криминогена и корумпирана власт на ВМРО ДПМН, знам и влен. Нашиот фронт, кој што го објавуваме вечерва постепено и сигурно ќе расте, затоа што ние се спремаме власта да ја вратиме во рацете на граѓаните. Новите имиња на Филипче за ВМРО ДПМН се старите лица на Зоран Заев, кои ја доприватизираа СДСМ. Следниот чекор според нив е стечај на партијата. Наместо нов и свеж кадар, Филипче ги врати старите лица на Зоран Заев. На следните избори 100.000 гласови им се плафон. Представија нова сила, а всушност тоа се стари лица на Зоран Заев, кои заедно со Филипче го доприватизираа и раскрчмија СДС. Ова е убедливо најлошиот состав на СДС, Филипче и Зоран Заев. Приватизацијата на СДС завршува, а наредниот чекор е тежок стечај. Со новото раководство и антикорупцијскиот тим составен од млади луѓе и истражувачи, Филипче најави дека ќе ги разоткривал корумпираните шеми на актуелната власт. Ивана Соколовиќ најдова, Сител телевизија.